Добар ден, честит празник, почитувани гледачи. На денот на македонската револуционерна борба гости во Око на ТВ Нова се господата Љубиша Ѓоргиевски и Стојан Андов. Двајца искусни политичари кои со своето делување оставија печат на времето во изминатите 25 години македонска независност. Добре дојдовте во Око на ТВ Нова. Добре. Се чувствувате ли празнично? Мене ми е секој ден празник. Пензионерски или? Пензионерски се дesi. Добро денес е сепак 23 октомври. Господин Ѓоргиевски, како се чувствувате вие? Празнично. Обајцата имате издадено повеќе од 10 книги или тука некаде, во кои се забележани вашите сведочења и мемуари за изминатите години кои на одреден начин оставија печат на времето кое го живееме. Што од тоа што го напишавте досега вака ви изгледа највпечатливо? Мене ме преживете. Поведете, господин Ѓоргиевски. Прво не би рекол дека сум напишал многу литература во мемуарска, од тие 10 на 15 книги мои. Едвам една може така да се наречи таа, две. Едната е Политичката иднина на Македонија, која е напишана 91 година и во која на вистина, без лажна скромност, е опишана нашата позитивна стварност. Негативната, за жал, не може да предвидам. И другата е бев председателски кандидат, се викаш. То беше во врска со изборниот фалсификат 94 година. Тоа се две книги кои спаѓаат во вашата класификација. Другите книги се или стручни, или есеистика, или пјеси. Господин Андов, вие во вашите мемуари која ќе опишувате 94-та, ќе го опишете ли изборниот фалсификат што го споменува господин Ѓоргиевски? Ако дојде наред, тоа ми треба... Тоа е точно дека тоеш на брзина се констатира дека изборите за председател на државата завршиле, а не беа довршени. Тоа стои у извештајот на Сокалски. Во Обединетите нации има информација за тоа, а има и документи и тук. Така да не би рекол фалсификат, не се даде погрешна цифра во службените списи. Само прогласувањето беше рано. Уште не беше добиени изборите. Вашите мемуари предизвикаа бурни реакции, дури од некои ваши помлади колеги, од некои историчари. Што е тоа што ги вознемирува најмногу? Па не ги вознемирило доволно добро, не беа доволно бурни, инаку че фатеа некои од тие теми што таму ги работиме, да ги претресиме малку пошироко. Јас ги изнесов фактите како стоат, што се случува и на кои проблеми наидувавме, со кои сили располагавме и така натаму. И од таму се видува и тенденциите, каде ќе одат работите и нешто и за тоа пишував во книгите. Однапред ги предвидев овие работи. Добар ден. Годинава на 8 септември одбележавме, прославивме 25 години самостојност. Господин Ѓоргиевски, од оваа дистанца, ако погледнете назад, кое е според вас најголемото промашување на политиката во овој четврт век? Видите, на овие простори на Балканот политиката има доста промашување. Многу тешко е да се одреди кој е најглавното промашување. Ја мислам дека најтешките промашувања на политиката се компромисите кои беа направени со најзначајните нешта за екзистенцијата на една држава, а за тоа не беше добиена адекватна полза. Например, промената на името, промената на знамето, откажување од нашите малцинства во соседните земји. Јас разбирам дека во политиката заправо не е ништо друго, освен правење компромиси. Меѓутоа, не разбирам и не можам да прифатам ако политичарите прават компромис, а за тоа не добиваат никаква контравредност. Но таа насока овие работи што ги спомнав се најголемите промашувања на екстерен план, а на интерен план се брзоплетата, да не речем криминална, тежок збор е тоа, приватизација, во која левицата
Тоа го потенцирам, левицата остави без работа 200 или 300 илјади души. Што е срамотно за една левица. Господин Андов, од вашиот аспект, дали се согласувате со ставовите на господин Георгиевски? Па имаме нешто подруги оценки. За мене најголем неуспех во овие 25 години што не успеавме да се сватиме објективно нашата историја, што не извлековме поуки од историјата и што и денес ние и натаму продолжуваме да митологизираме и да не бидеме во состојба да се вклопиме во современиот свет. Сами си ги правиме тие слабости наши, ама тоа е во тек, се уште е присутно, тоа најмногу го смета дека тоа е најтешкото промашување кај нас. Господин Георгиевски, оди ли Македонија денес во вистински правец? Имаме ли како општество капацитет за излез од овој лавиринт во кој веќе 2 години не можеме да излеземе? Не да имаме, туку на видело. Мислам дека тој излез се гледа од секој просечен граѓанин на оваа земја. Мислам дека и од малолетните се гледа. Излезот е во ставањето на државата на чело на сите приоритети. Ако ние успееме да државата ја ставиме како врвен приоритет на нашата политика, што е аксиом, без што не се може, а сведоци сме дека не можеме, тоа го правиме, тогаш тоа е излезот. Не треба излез. Ако бараме излез, како да се дерогира државата и да се остане жив на политичката сцена и во очите на историјата, тоа навистина нема таков излез. Ако бараме излез, како да се дојде на власт без избори, со револуција и така натаму, тоа исто така нема. Значи, што сакам да кажам? Јас сум загрижен конкретно за моите внуци. Не сакам некој да им ја земе татковината заради партиски интерес. Не сакам моите внуци да се шетаат по светот како сиријците, да бидат избеглици, затоа што немаат татковина. Затоа што некој ја ставил татковината на 3-то или 5-то место. Имал друг приоритет. Ете, тоа е излезот. Значи, излезот е да се стави татковината на прво место. Господин Андов, вие сте еден од најискусните политичари во Македонија. Што би направиле вие да сте сега на позиција? Па јас негде 93-та година уште во еден потесен круг кажав што во Македонија треба да се направи. Реков дека треба да се демонтират и модернизират тајните служби, бидејќи веќе тогаш имавме некои настани кои нас не тераа на многу сериозни размислувања. А еве до каде сега дојдовме. Фактички ние се соочуваме со едно време, со еден настан, со една ситуација кога тајната служба ја јавнала државата и се покорила. И ни судска одлика за неа не важи ништо. Фактички, остатоците од Наранко и службите уште се многу силни, особено кај нас, па добар дел и во Србија. За жал така е. Што правевме 25 години? Зошто? И вие бевте во голем дел од тие години учесник и креатор на политика. Ги давав тие предлози. Многу беа јаки службите, цело време. Гледа да ме овозможат, нормално. Ние имав стално тие судири. Денес е тоа е очигледно. Денес е очигледно тоа. Силината на службите. Службата ја јавнала државата. Господин Андов ја спомна 1993-та, вие еден настан од 1991-та прочитав дека го опишувате на следниот начин, како перфидно предаство. Кога еден од министрите во тогашната влада во парламентот рекол Македонија самостојна, само преку мене мртов. Кој е тој министр? Пред се, а не е перфидно, туку е вулгарно. Не е можда да сум рекол перфидно, бидејќи мојот занат е да класификувам такви драматски ситуации. А па тој, ја мислам дека тоа, не мислам, сигурен сум, тоа е
забележено на трака, тој е господинот Денко Малевски, чиј што татко јас имав чест да го познавам. Тој беше прекрасен човек, уште подобар книжевник и кој е нота бене автор на стиховите на македонската химна. Но тоа ќе спаѓа во шекспирски преврати. Театар во политиката или политика во театарот? Што е подоминантно? Го спомнате Шекспир. Исто е. Само се средствата други. Во театарот, кога ве гилјотинираат, паѓа завеса, станувате, одите во гардероба, се апшминкате и си одите дома. Во политиката, кога ве гилјотинираат, еднаш ве гилјотинираат, нема повеќе. Меѓутоа исто е. Тоа сакав да кажам, тоа мене ме привлече како еден феномен шекспировски, навистина. Тоа е неверојатно. Но не сакам да се пуштам сега во елаборации на приватни проблеми. Тоа е. Господинот Андов тогаш беше чинам председател на парламентот. Ја имате слушната оваа изјава или имаше ли такви многу кои мислеа Вака, тоа од Денко Малевски не сум го слушнал, бидејќи во собранието беше кажано од председателот на владата тогашна Блаже Ристовски дека Денко Малевски така негде рекол. Како што рекол, не сум слушал, меѓутоа беше од Блаже Ристовски го кажа. Фактички, на таа седница на собранието, тоа беше негде крајот на јуни, почеткот на јули, после донесувањето на она позната Лисабонска декларација, дојде до многу тешко развидување во расправата меѓу министерот Малевски и Блаже Ристовски, кој беше подпредседател на владата. И тој владин расцеп натрешен доведе до падот на владата на Кљусев. Ова реченица ја наведуваше Блаже Ристовски дека не му рекол така и така и така. Тоа се работи. Или му рекол, или не му рекол. Да. Допуштам така да било, но така протече во така беше. медиумите. Беше речено на седницата. Фрчковски во една пригода напиша дека ја омаловажувате улогата на Глигоров во настаните од 90-тите години преку глорификација на собствената улога, го цитирам во една од неговите колумни, во вашите мемуари ја понижувате собствената држава. Наводно, Глигоров веќе нема кој да го брани, па затоа малку се измислуваат фактите. Кога требаше да го бране, го немаше нигде. Требаше да го бране Глигоров, тој не беше тоа и ресор и државна задача, ама не го одбрани. Него не е точно, тоа се фактички мислам од и Фрчковски повеќе иритиран што таа моја книга не се спомнува неговото име за 91 година. Ја таму фактички ги спомнувам и зборувам само за личностите кои има некое својство на вака изворишта на некоја програма, политичка програма за иднината на Македонија. Изборувам дека Киро дојде со неговата југословенска програма и доста долго тераше цела 91 година. И тоа се факти. Тоа е донесувањето на декларацијата. И така, да не објаснявам. Тој не беше задоволен зашто донесов на 25 јануари декларацијата за сувереност. И така натаму. Меѓутоа, Киро излезе во 91 година покрај сите тие слабости, извонредна улога изигра. Успеавме да го сочуваме мирот овде и да сепак добиеме независност. Така да, ништо од ова не кријам у книгата. И едното и другото е содржано, само е целина. И мислам дека критиките на вашата сметка и оние бурни реакции на некои други историчари се однесуваат на оној дел од тие бурни години во 90-тите, кога првиот преговарач за името од грчка страна Карајанис наводно сега поскоро изјавил дека Глигоров своевремено бил подготвен на компромис и размислувал сериозно за името Словенска република Македонија, но вие сте го премислиле, односно сте му укажале дека тоа не треба да биде така, изјава на Карајанис што вие не сте демантирали. Како ќе демантирам, тоа беше точно. Фактички Киро подосна и ми призна, ми кажа, немал друг излез, кога не одеше нигде работата, кога пропадна мисијата и на Венс после
кога беше задолжен после втората резолуција донесување 845 се вика мислам на Обединетите нации, кога се видуват и учорство како западната работата, тогаш од Венц дојде информацијата дека грчкиот министер Папа Константино му кажал оти единствено можно решение на овој проблем е ако прифатиме ние славомакедонци, да бидеме Славомакедонска република, Словено-Македонска република. Киро тој предлог ме запознал, не ми кажа дека од Карајанис, тогаш не ми кажа оти Карајанис не разговарал директно со него, туку разговарал преку Милошевиќ. Па видите, нас никој не признаваше, никој не сакаше директно со нас во тоа време да разговара, избегава, бега. И не е ништо чудно што, а тој Карајанис беше амбасадор кој ја покриваше и Македонија, беше амбасадор при СРЈ и ја покриваше и Македонија. И тој се интересирал како да се реши ова прашање и преку него оделе тие контакти. И тоа некој не се слагат, ама тоа е така. Киро бараше од мене да свикам седница да го тоа прашање поставиме така. Му објаснив, оти не може, ами не свикав и круговите околу него се одлучија дури да го сменат составот на собранието, да распишат, да се распушти собранието на тоа беше на 19 август 13 година. Меѓутоа таа одлука, тој предлог падна, не доби мнозинство во собранието. А мене после истиот ден, после 2 сата, ми доживеав, само случајно преживеав. Колата ми се сврти, се тумбаше и се уништи Мерцедес. Не мислите дека името е голем проблем и денес? Дека Македонија после 7 последователни извештаи или 8 веќе на Европската комисија дека треба да отпочне преговори со Европската унија, но не почнува заради тоа, па ни се случува и оваа криза, дека и денес името е клучна кочница на на патот? И денес е тоа. Слушам сега председателот на Грција, господин Павлополос, кој целиот очигледно е внесен во историјата, ама мои критички забелешки за него се дека неговото ставот негов дека Македонија е грчка, да оставиме ни историјата, па нека спорат за тоа историчарите чија и каква била, и ако сакат нека спорат, ако сакате нека не спорат. Немам тука никаква приметба. Државата не треба да ја присвоја во историјата. Не смее ни сама да си прави историја за себе, а не па туѓа некоја да присвојува. Меѓутоа, ова е држава, постои. Дел од Македонија е во Бугарија. Павлополос кога вика дека Македонија е грчка, треба да објасни дали се со тоа неговиот став, дали е исти со некои грчки професори кои викат Македонија е грчка, еден дел е ослободен, а неослободените делови се оваа наша и онаа во Бугарија. Ако од тоа не се огради Павлополос, тогаш он проповеда една агресивна политика која заговара да ни нас нападнат и да си го земат Македонија. Георгиевски своевремено напишавте, ако сакате да ја уништите Македонија, за таа задача одберете македонец. Да. Кој има интерес да ја нема Македонија и кому е доделена таа улога? Сега аз не можам да таксативно да кажам кој има, кој нема интерес, меѓутоа јасно е дека службите на многу околни држави, ако не и на сите, имаат таргетирано Македонија. Ако сакате, факт е дека еден од водечките грчки политичари пред кај нас да избие кризата, која нота бене не беше криза политичка, беше криза на левицата, натрешна криза на левицата, ја најави пропаста на Македонија. Македонија рече нема да траи долго време. Па ако сакате, невкусно е сега да говориме, се говореше тука и за Киров Глигоров, викам невкусно е дека човекот е веќе на онај свет. Меѓутоа и јас тоа ќе го кажам, бидејќи јас тоа му го велев и на живо, и во дуел.
директно. Така да не правам никако. Дури ни тој не веруваше во Македонија, во проектот Македонија. И кога рече името се го сменив не само за 2 месеци, тој беше искрен. Тој не мислеше дека ќе трае Македонија повеќе од 2 месеци. Вклучително све што каже господин Тандов. Кога вие, сега спомнавте расколот во левицата, кога вие во 2005 зборувавте за расколот во левицата, ја предвидовте на некој начин оваа подолготрајна криза на македонската политичка сцена во која западна левицата и рековте вака, ако се стават сите проблеми под тепих, ќе излезат крокодили. На експресис вербис реков. Заврши ли ловот на алигатори? Не, а сега е кризата на левицата во својата кулминација. Во својата кулминација. Сега има неколку проекти на левицата во таа криза. Еден е проект на граѓанските здруженија, кои сакаат да освојат партиската традиција и партиската апаратура, другиот и така натака. Но, јасно е дека со пронаоѓањето на нелегитимните овие прислушкувања, со тие материјали, колку се веќе не се знае, излезе јагма. Аха, сега ќе падне власт. Типична една провинцијална, парохијална јагма за власт. Ама кој ќе ја земе? Кој ќе ја земе? СДС? Што е СДС? Кој е СДС? За време на председателствувањето на господинот Тандов и мое, скоромно мало, од 2 години, нема човек од левицата кој тогаш беше во парламент. Па тамо тогаш, во време кога ние бевме, левицата имаше корифеи, имаше значајни луѓе, имаше говорници, имаше луѓе од кои зазиравне кои ќе земат збор. Кои се сега тие овие луѓе? Не сакам да навредувам никој, само не ги знам кои се. А половината од нив не ги знам од хигиенски причини. И вие во едно интервју го критикувавте актуелното раководство на СДСМ дека го продолжува теркот на Црвенковски, дека е недоволно транспарентно и дека одлуките се носат во тесен круг на луѓе. Се согласувате со ова што го зборува Георгиевски? Јас СДС во целост го поддржувам, бидејќи опозициона партија и мислам дека во Македонија е потребна промена на власта заради тоа што 10-годишното владење на ВМРО ДПМН е јако јасна, кога 2006 година се надевав дека нешто ново ќе биде и ќе биде модерно и современо. И имаше и индиции за тоа да се очекува. Меѓутоа се покажа дека фактички се вративме на системот на Ранковиќ. Дека фактички сите институции во државата ги подредивме на тајната служба. Тајните служби определуваат со пресудно влијание и во судството, и во администрацијата, и во инспекциите, и во политиката, и така натаму, и така натаму. Тоа ние мораме да го прекинеме заради нашиот интерес, за интерес на македонскиот народ, за македонската држава, за граѓаните на Македонија. Се согласувам дека има одредени слабости опозицијата. Зошто не успеа се наметне како алтернатива на актуелната власт, СДСМ? Иди сега, СДСМ не може да се наметне, бидејќи од другата страна постои тајна служба, која ги држи сите конци во сите институции. Процесот на приватизација, сегаше реприватизација, превземање на бизниси, тендеризација и така натаму, сето е таа е под контрола на тајната служба кај нас. Сите се под контрола. Не може тоа да се наметне. СДС има и некое минато свое кое го невозможува да се прикаже баш така и затоа имавме некои други идеи кои им ги сугериравме на СДС, тоа ќе олеснеше работата, меѓутоа не наидува на разбирање нашите идеи. Има сега проблеми околу тоа. Господин Георгиевски, вие во едно интервју велите дека актуелната власт ги исправа кривите дрини, мислејќи на поправање на грешките од минатото. На што конкретно мислите, на кои грешки? Криминал, транзиција, економски потфрлања, приватизација? Веќе спомнавте делот. Прво, економски. Факт е дека транзицијата е извршена на криминален начин. Дека тоа беше општа плячка. Службите што вика господин Тандов, ние бевме жртви на службите ВМРО.
Не беа тие. Не беше СДСМ жртва на службите. Тоа е фалширање. Сега ќе се прикаже дека тие биле жртви на служби. Па тие се службите. И се согласувам дека службите е јавна ли државата со тезата на господин. Но тие се службите. Па тоа се, мислам, ноторни работи кои се службите. Тие се службите. Имаше неодамна промоција на црните Ранкович, страници на ева, самата. Видов дел од тоа и таму прочитав во времето кога сте вие парламентарен председател, е многу актуелно досието Темел, во кое се следат сите челници на тогашното ВМРО. Да не се спомнува и господин Љубиша Георгиевски. Не знам дали имате псевдоним или баш како Љубиша Георгиевски ве следат. Зошто тогаш вие не го знаевте тоа како председател на парламент? Не ги добивме тие работи, не ги знаев кога се вршеле. Меѓутоа потоа ги добив. Долу имаше една работа и така натаму. Тогаш се деси еден случај да на една таква средба некоја, изгледа тоа го подготвувале, ме покани мене и Глигоров да видам, кога видов каде одат работите, му реков, нема ова работа надвор од нас. Чувај си и ти настрана да те нема, ова треба да се спречува, ако можеме да го спречиме, ама се многу силни, затоа што тајните служби во Македонија во тоа време беа под контрола на белградските тајни служби, да се разбереме. Се плашам и сега да не е некоја меѓународна врска. Ево сега. Она што јас зборувам за тајните служби сега, сметам дека актуелната власт се подпира на тајните служби. Тоа директно го кажувам и сум сигурен на тоа. Тоа само значи, од оваа власт не успеала да им се наметне тајните служби, туку тајните служби успеале да се наметнат на НЕЗИ, како што и на СДС му се наметна на време. Ете тоа и затоа нужно е да пројде, ако не дојде до битна промена на власта овде, ние не можеме да разбиеме изолацијата меѓународна. Ние ќе се изложиме на натамошно заострување и натамошни закани од регионот. Мора да си го отвориме патот кон НАТО, па и кон Европска унија. Патот кон НАТО е името, не е изолација. За каква изолација зборувате кога има билатерални мултинационални средби? Многу е едноставно. Ние тој проблем сме го решавале, а проблемот на името стоел. Ние влеговме во Обединетите нации и стоеше проблемот. Влеговме во ОПСЕ, каде не влеговме, сегде стоеше проблемот. Така да тие работи се сосема јасно. Можеше тој проблем да се прилагоди, нека остане така како што е, што и прифати владата на Груевски на крајот, ама откако ја загади атмосферата цела, потоа прифати. Сега веќе не сакат со некој да разговарат, никој не му верува. Тоа е работа. Тоа е лага. Тоа е работа. Со сета почит кон господинот Андов, тоа е лага. Само што се врати од Америка, Груевски. Тоа беше на деловни состаноци со... На делово. Беше претходно и во Берлин. Беше и тамо. И во Брисел. Сега може да... Јас се согласувам да се смени ова власт. Но со кого? Со тие што ќе јадат луѓе, со тие што ќе ги чистат министерствата по партиска линија, со тие што ќе уведат двојазичност по основна школа, со тие што ќе ја натерат внука ми од 2 години да учи друг јазик за кој не сонувала во животот, со нив ли? Со аболицирани криминалци, со нив ли? Со овие што ги фарбаат сите споменици, со нив ли ние ќе влеземе во Европска унија? Со тие што сакаат да свиткаат кичмата, па сигурно ќе влеземе во Европска унија. Да прогласиме Македонија, да ја поделиме на Бугарија, на Грција, одмат ќе гласат тие, тие ќе навиваат да влези Македонија во Европска унија. Не може со нив. Со сета почит кон вас, господин Андов, морам да ви кажам дека сте во заблуда во врска со тоа. Јас реков на времето и нек ни реков, и сега ќе кажам. Не може една птица да лета со едно крило. Важна е опозицијата. Но каде е она опозицијата? Не можете оваа номенклатура на оваа опозиција да ја споредите по ниеден параметар со номенклатурата на некогашната опозиција. Иако јас бев конфронтиран со таа некогашна опозиција, а со ова не сум. Господин Андов, вие бевте собраниски председател и прва кризната година која заврши со Охридскиот договор, при што се рекомпонираше државата со промена на уставот.
Можно ли и оваа денешна криза да заврши со нова промена на уставот? Еве се последниве месеци се лицитира со двојазичност на цела територија, се отвараат и некои прашања за кои објективно они кои се најзасегнати па молчат. Зошто се пуштаат тие пробни балони? Што подолго трае кризата, може се по-широк круг на проблеми да се вовлекуват во неја. Јас мислам оти постепено ќе почне да добива регионални димензии и регионални карактери. Не сакам да навестувам црни вести, меѓутоа мислам оти вака како што е сега е неодрживо. Треба да се менува власт. Опозицијата има одредени слабости и сум свесен на тоа дека има одредени слабости. Меѓутоа сега опозицијата не е опасна, не е оној фактор кој може да направи штета на државата таква како што може власта да направи. Тоа е. Инаку ние не сме во состојба, вие само велите така, меѓутоа ние не сме во состојба да си го најдеме место во регионот, во соседството. Ние со грците имаме отворен проблем. Со бугарите имаме отворен проблем. Треба да ги намалуваме тие проблеми, да ги симнуваме тензиите. А тие се качуваат. Но еве како полемика на она што го каже господинот Георгиевски, еве ако се смени власта, ќе дојде нова, што ќе треба таа да направи за да се спуштат тензиите? Што би направиле вие да сте на позиција? Да се смени името? Која е цената на тоа спуштање на тензијата? Цената на спуштањето на сегашните тензии е да се напушти оваа реторика која постои сега, која во име на патриотизмот фактички се гази по интересите на државата. Каков интерес имаме ние да речеме да има толку документарни филмови кои стално нешто спорат и напаѓат Грција и не знам кој и така натаму. Што ќе ни се нас инциденти како оној кај Макчалан и така натаму. Ние, што се однесува до регионот, мора да знаеме што правиме. Секој момент мора да ни биде. Ако ние се прогласиме дека ете сме соочиле и за нас Берлински зид е името, проблемот на името, и ние не сме во состојба тоа да го решиме. Ние таму сме си подпишале смртна пресуда на народот и на државата. Ние мора да биме способни тоа прашање да го решиме. И да не ги плашиме луѓето дека е тоа нерешиво. Ако не е решиво, значи ти не си способен да го решиш. Оди си, ќе дојде некој што е способен. Заев ќе дојде. Пешки. Ме молам сега. Не е убаво, ја овде сега не сакам да личности, не сакам да кој е колку способен и така натаму. Тоа е изборите ќе си кажат за таа работа, ќе видиме како ќе биде. Меѓутоа сигурно е дека ако оваа работа продолжи, ќе имаме многу сериозни последици, непоправливи последици. Каков е вашиот став во однес на процесот на лустрација? Вие сте еден од предлагачите на оној закон. Вие сте господин Георгиевски човек со многу пати споменуван во повеќе досија, можеби си имате и сопствено досија. Да. Кратко ве молам, како го оценувате процесот на лустрација? Заврши? Ја мислам дека е замрзнат, не е завршен. Мислам дека треба да се продолжи. Господин Андов? Па ја сегаш сум имал еден длабока резерва и еден опред, што викат србите, за дејството на тајните служби. Мислев и доста беше видливо дека тајните служби си стават и пратеници и советници и така натаму низ изборниот закон и затоа го предложив тој закон да не може соработник на тајните служби да биде кандидиран за советник или за пратеник или за министер. Тоа е мојот закон што беше, тоа да го спречевме, доста беше. А не да ги откриваме кој бил у тајна служба и тоа не ме интересирало никогаш. Тоа беше, тој закон се отфрли, се донесе друг закон по кој сега излезе дека и мртвите ги копат и така натаму. Посебно непотребна работа. И направи штета одредена тоа. Со Тито Петковски бевте на суд откако го тужевте за навреда, бидејќи во некоја своја колумна ве нарекол голем политички манипулатор, веројатно затоа што повеќе од 2 месеци не сте ја ставале на дневен ред
во парламентот аферата прислушкување од 2001, што ја во тоа време ја обелоден и Црвенковски. Зошто не ја стававте аферата прислушкување на дневен ред на парламентот? Не се сеќавам, само знамо ти нешто се го тужев, ама после не бев председател кога го тужев. Во 2001 Тито не беше. се сеќавате дека 2 месеци не сте ставале аферата прислушкување на дневен ред на парламентот? Така бил? Не. Не е така, не беше. Не. 2001 ние имаме сосема други грајлења. Аферата дадовме на една комисија, анкетната, постојаната анкетна комисија да ја расправа. Не Така да... почна кризата и тогаш. Да. Во јануари на беше... 14 мислам јануари таа изнесе Бранко, излезе, имал повеќе од 100 вакви и така натаму кажуваше. И потоа јас станав и председател на анкетна комисија. Таму го гледавме тоа. Иначе од 2001 тоа јануар почна, у февруар почна војна. Така. Немаше кога да го ставаме на дневен ред. Сема други работи си беа на дневен ред. Само тогаш Тито кога така ме изнапаѓа ја на вистина, се чувствував, оти Тито ми беше соработник, он беше подпредседател на собрание 6 години, 7 колку, јас кога бев 6 години мислам. Бев изненаден и навреден. Го тужив, меѓутоа него не можеа да го најдат каде и судот не дојде на суд. Да се размерим. А се разбира, знаат каде службите и тоги таксите работа. Човештвото е преплашено од сопствениот заклучок дека решило да се самоубие. Велите кога сакате песимистички да го опишете светот во кој живееме. Дали сме дел од едно глобално лудило или ние овде во Македонија сме чудни на свој начин? Се побројни се оние кои јас ги слушам, а кои велат дека најмногу во Македонија денес им недостига нормалност. Па ако сакате, тоа сум го верил пред овие кризи, но тоа не е политичка изјава, не сум јас компетентен, ниту имам мандат да говорам за човештвото на политички начин. Меѓутоа, на начин на еден мислещ човек кој мисли, како и секој друг човек, имам право на тоа да имам и таква оценка на човештвото. Вие гледате што се случува сега во светот. Не можете да вклучите телевизор ако не видите ужаси и страви. По моему, Третата светска војна е на дело. Само не ни е јавено. Прво ќе ви јават на вас новинарите, кога ќе можете да објавите како таква. Меѓутоа, на повеќе места на светот се војува, отколку што има мир. И тамо кај што има мир се војува на друг начин. Се војува со субверзии, со диверзии, со плашење на народот. Станува мода непризнавање на изборни резултати, неверување Не, во... таа мода е уведе уште Киро Глигоров, тој го плашеше македонскиот народ. Со мене, јас бев чудовиште. Тој велеше, ако гласате за Љубиш, ќе настани непоправлива штета за државата. Ќе загубиме државата. Имаме чувство дека е најлошо сега Тоа се стари или било и трикови, полошо. да го плашиме народот. Ако не гласате за нас, ќе пропадне свет. Меѓутоа народот више не паѓа на такви финти. Народот више знае и ја чита цела ситуација, така што како дел од тоа човештво, како дел од тие огромни процеси. Ево, гледате што се случи. А сега, со сета почет кон господин Андов, се предлага оваа власт да падне. Не е важно што овие се спослави, што се слаби. Него оваа мора да падне. На шо личи тоа? Еве, Доналд Трамп не ги признава изборите. Ма тој господин не ги признава пред да завршат. Кај нас изборите, како тргна кризата? Затоа што едната страна не ги призна изборите. Така тргна кризата. Значи, шо баравме ние да имаме криза? Шо бара амбасадори? Скандал, не се призна изборите. Кога ние не ги признавме изборите, 94-та, тоа не беше скандал. Сега е скандал. Видите, не може така. Светот е мал. Светот е глобално село. И ако вие браните една теза, дека негде биле наместени изборите, тогаш како ќе ја браните тезата дека кај вас па не се? Ако е возможно еднаш, возможно е два пати. Ако е возможно тамо, возможно е и вамо. Според тоа,
кризата, пукнатините, која ги покажува демократијата, се многу опасни. Модерно станува, еве и у Црна Гора опозицијата. Ма најстрашно, знаете што е? Најстрашно е што демократијата ги покрива своите пукнатини со борба за демократија. Најстрашно е тоа. Тоа е најстрашно. Тоа е пострашно од фашизмот. Лажните демократи се пострашни од се, затоа што се лажни. Не може да се лажира. Ние сме генерација и почитуваниот Андов, и аз, вие сте млад човек, ние сме генерација на еден лажиран свет. Југославија беше една огромна лага. Кој комунизам, кој социјализам беше во Југославија? Каков социјализам? Па то смејурија беше. Што вика господинот Андо Франковиќ? Тоа ли? Значи, ние водиме такво потекло, ние сме загадени генетски. И сега истото се повторува. Сега ние имаме тајни служби. Ама не се тие тајни служби теоријски, например, Ванчо Михајловисти. Така? Не се. Или Дражичевски во Србија. Или Андарти грчки. Не. Тие се Ранковиќ. Гледате како се подкрадуваат грешки. Гледате парадигмата. За тајни служби е Ранковиќ. А ние сме сите деца на Ранковиќ. Јас бев Титов пионер. Господин Андов, како вие ги доживувате тие, да речам, чудни работи што се случуваат и во регионот и поширок? Еве, во Црна Гора опозицијата не ги признава изборните резултати. Хрватска долго време не може да се формира стабилна влада. Дури и Вучич, иако имаше неговата партија многу убедлива победа, долго време траеше составувањето на владата. Америка, најсветлиот пример за демократија, гледаме многу чудни, невообичаени работи за нив. Слушаме Трамп ја оспорува и Државната изборна комисија се жали на медиумите. Што станува со светот? Па видите, сега јас со оглед на моите можности да го не сум загрижен за Америка, ти не може да влијавам таму, нека си терат они работа и мислам и Трамп да дојде таму, Америка ќе биде Америка, да не спомнуваме една римска империја која била светски господар колку 500, 600, 700 години. Дури имало и луди цареви. Комплетно лудаци. А пак царството си функционирало. Имало и османлиите тоа. Нека си ги, како ќе си изберат они така. Што се однесува до кај нас, овде има остатоци, рестлови од нерешени проблеми. Прво, Балканот припаѓа во целата оваа, да речеме, констелација како е создадена кон западниот свет. И Румунија, која е балканска земја, е и во НАТО, и во Европска Унија. Бугарија исто така. Албанија исто така. Грција исто така. Постои еден празен простор околу кој каде се чувствуваат сите тие судири на концепциите, тука се тој Западен Балкан. Србија, Македонија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина. Во таа шума на несречни околности е многу важно да си го знаеш патот каде ти е. Ако тој пат не го знаеш каде ти е, големи тешки последици ќе имаш. Мислам ти Македонија мора да има јасен пат кон НАТО и кон Европска Унија. Во Црна Гора се бие битка сега фактички дали ќе влегува во НАТО и во Европска Унија или може да биде спречен. Мислам ти Љубиша тука управо ќе замишат малку на демократските последици и ќе биде она и во Европска Унија и во НАТО. На квалитетот на демократијата ќе се замише за известно време. Ние мораме да си го најдеме патот. И нашиот пат е НАТО и Европска Унија. Не е тоа. Ни еден проблем не можеме да решиме ние. Не сме решиле ништо ние. Ништо не сме решили.
Основен услов е добрососедски односи. Што ќе му си тамо ако и продолжиш каквите кои си сега ги имаш? Мора го најдеме патот. Грција нема добрососедски односи. Грција има полоши добрососедски односи Ама од она не нас. бара да ја примат. Како не бара, она е веќе пример. Тамо е, да. Па има нези е можно. Брексит, има Брексит, има Ама Грексит. Ама да излезе. Има, да, Ма да. неќе она. Да. Не знам дали неќе. Нече, ако сега Не тој- знам дали неќе. Да. Ние сме заслепени од нашата така наречена криза. Во Грција има криза секој ден, 3 години луѓето се на улица. Ни еден проблем немаат решен. Ни еден проблем. Пензиите паѓаат, платите паѓаат, невработеноста е огромна. И што? Што сега? Грција што добива помош, ние не можеме да ја сониме таа работа. Па ете и покрај таа со помош. Тоа е Време да минус. прошуваме со емисијата кратко. Каков епилог Епилогот ќе биде прогнозирате? од што е епилогот? Од изборите, за излез од кризата? Не знам дали овие избори ќе доведат до излез од кризата. Еве сега, на пример, мене ме загрижуваат овие работи. Може да дојде до сериозни последици, не функционира судскиот систем. Налог на суд не може да се влезе во Се речеме, влезе, само таен суд. патот бил поинаков. Имало грешка во чекори, така? Сега наедна што, нека биде тоа оправдание, ако е така. Меѓутоа ме загрижуваме за работа, тоа може да излезе до многу големи последици да имаме ние овде. И не знам уште кои препки ќе ги создадеме овде до изборите. Уште не знам. Уште добро вика, не се знае како ќе бидат овие избори. Дали ќе па дури ќе ги одржиме ли? Така да треба патот да се фати сега. Едно е само сигурно. Кој ќе дојде на власт, според изборите да си дојде на власт и да го фати патот што единствено не останува. Да не прикажува приказки, да не митологизира историјата, да седнеме овде да се договориме како може да се излезе од оваа ситуација и да си го добие патот Македонија. Господин Георгиевски, вие рековте ВМРО не е само политичка програма, туку генетска програма за секој што се смета за македонец. Сега во една пригода, скоро кога го критикувавте договорот од Пржина, оној договор што предвидува избори на 11 декември. Ја? Каков епилог очекувате и каде е крајот на... Очекувам огромна победа на ВМРО ДПМН, стабилизацијата на државата и почеток на преговори со Европска унија. Господа, ви Прво благодарам. ве молам, кодот на ВМРО, ако не е кај некој и тој не е македонец, е навредлива работа за повеќе од половината македонци, може и од 80% од македонци. Така е таа работа. Ниту Лидерот на СДСМ јави нам не ни толикува да бидеме македонци. Не, точно. Не. Македонците го сметат како навреда. За македонците е навреда да има код на партија. Не е тоа партија. Партија. Тоа е партија. Не е партија. Партија е тоа. Тоа е партија. ВМРО е историја. Сега Не е историја. Ни историја не е. Македонците имале многу посложена историја. Историјата на ВМРО не е македонска, бре. Матната страна на македонската историја, она го проставува. Тешката, матната страна на македонската историја. Јас немам што да додадам. Јасна е ситуацијата. Кој заврши, кој ќе биде? Да не било така че имавме држава многу одамна ни. Добро, факт е дека ви благодарам што овој празник го одвоивте за да бидете гостин во Нова. На денешен ден, во 1893 година, во Солун, една група на револуционери се состанала и ја формирала внатрешната македонска револуционерна организација, ден кој денеска ние го прославуваме. Уште еднаш ви благодарам за учеството во Не, емисијата. јас сакам да додам нешто, дека не очекував од господинот Андов да дојде на честитање на денот на ВМРО и да го навреди ВМРО. Но тоа е прашање на лично воспитание. Воопшто не бев канет овде да честитам нечии празник. Не бев да поканет. Не, бевте поканети да учествувам во расправа. Во расправа, во дебата, во едни размисли да пристане. Тоа не бев. Немаме ни честит. Не. Ви благодарам се многу. надевам дека на изборите нема така да види, ќе ни честитат. Ви благодарам многу за Ќе честитам на победниците на изборите. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за тоа што не следевте. Останете на ТВ Нова и се гледаме повторно идната седмица во истото време. Пријатно.